Договорот за добрососедство со Бугарија треба да се потпише, но во него треба да бидат вклучени забелешките што пратениците на ВМРО-ДПМН ги дадоа на дебатата која беше затворена за јавноста. Илија Димовски на пресконференција денеска порача дека владата треба да ги земе предвид забелешките и препораките на пратениците од ВМРО-ДПМН за договорот со Бугарија и уште еднаш го повикаа претседателот на собранието Талат Џафери итно да свика отворена седница на законодавниот дом во врска со најавениот договор. Сметаме дека добрососедството со соседна Бугарија е стратешки значајно прашање за Република Македонија и затоа одговорноста во овој процес треба да биде споделена и заедничка. Сметаме дека договорот треба да се склучи, но во него треба да се внесат забелешките кои што ние и во постапка кога дебатата беше затворена за јавност, но и сега многу јавно и прецизно ги дадовме како препораки до владата на Република Македонија. Според Димовски важно е седницата да се случи пред потпишувањето на договорот, бидејќи после тоа собранието нема да има можност да влијае врз квалитетот на договорот со соседна Бугарија. Воедно Димовски најави дека пратениците од ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија имаат подготвено нов пакет од нови 8 закони кои ќе ги представат во следните 2 недели, а се во интерес на граѓаните на Македонија. Сакам повторно, по не знам кој пат, да побарам од господинот Талат Џафери во најбрз можен рок да свика итна седница во согласност со деловникот и во согласност со барањето од најмалку 20 пратеници, а во врска со најавеното потпишување на договорот со соседна Република Бугарија. Воедно да подсетам дека во текот на вчерашниот ден, пред потпишување на договорот, Бугарското собрание имаше можност да го разгледа договорот и да даде препорака, односно да гласа и да ја даде насока на нивната влада како да постапи. Во врска со најавеното потпишување на договорот на 1 август, Сдруженијето Блаже Конески и денеска одржа мирен протест пред Министерството за надворешни работи. Демонстрантите преку транспаренти повторно го искажаа својот револт, а денес ги истурија и боите на Бугарија пред Министерството. Љубомир Симковски од Сдруженијето кажа дека шарената револуција го донела Заев на власт, но шаренијелото и ќе го тргне од власт. Господин Заев, македонскиот народ постоел многу време пред да има свој устав. Македонската историја е градена и вткаена во македонскиот народ далеку пред вашите пријатели Борисов и Захариева да прават шеги со него. Господин Заев, македонскиот народ живее во Бугарија многу векови пред вашите пријатели да ве донесат на власт. Во Бугарија нема македонци само како туристи. Донесовме и ви даваме зелена, црвена и бела боја за да го фарбате своето лице пред вашите вистински чувства. Шарената револуција ве донесе на власт, шарената револуција и ќе ве однесе од власт. Од Сдруженијето уште пред повеќе од една недела посочија дека тие се за соработка меѓу Македонија и Бугарија, но преку трговски и економски договори, а не преку договори со кои два различни народи би имале една заедничка историја.